Пред да биде фатен во рекет, Боки 13 одел на средби во владата, во Министерството за внатрешни работи и во Управата за јавни приходи. Ова денеска пред судот го каже неговиот возач Стојан Арсовски, кој се појави во улога на сведок на одбраната. Тој го возел Јовановски во обвинителството, со кој раководеше второ обвинетата во рекет, Катица Јанева. Тоа ми беше во описот на работно место. Се сеќавам дека со Гордана Дувњак еднаш ги однесов во СЈО, го носев и во владата МВР УЈП. Додека тој беше внатре, јас го чекав надвор на паркингот. Арсовски говореше и за патувањата на Јовановски. Во неколку наврати го возел надвор од државата. На едно од тие патувања во Белград, Боки 13 земал плико полно пари од Фута Радуловиќ, сопругот на Марина Туцаковиќ. Гардеробата повторно беше една од главните теми и на денешното рочиште. Исто како и Сергеј Варошлија и возачот на Боки 13, вели дека неговиот шеф добивал на подарок скапи парчиња гардероба од светски познати дизајнери. Тоа беа ивенти на светски брендови. Се презентира гардероба за следна сезона. Тие се од затворен карактер, дел од презентациите се подаруваат на учесници од ревиите. Точно е дека Бојан добивал подароци од тие дизајнери. Не можам да не се сеќавам зашто јас ги носев до колата. Пред судот денеска сведочеше и Тони Јосифовски, хирургот кој му го оперираше желудникот на Боки 13. Тој кажа дека Јовановски бил задоволен пациент, кој ја терали Катица Јанева да се оперира. Јосифовски нагласи дека сепак не ја оперирал поранешната шефица на СЈО, ниту пак разговарал за такво нешто. Јосифовски говореше и за средбите кои ги остварувал со Боки 13, неколку од нив во домот на прво обвинетиот во рекет.